Одиме малку со разговор од STEM Академија. Ке ја побарам мојата колешка Ивана Крстевска-Јаневска, доколку се слушаме. Добро утро, Ивана. Добро утро, Оливера. Поздрав до вас, поздрав и до сите гледачи. Да, имаме интересен гостин со интересен муабет. Денес зборуваме за учењето низ игра. Можно ли е тоа? Да, токму така. Токму така, Ирина, учење низ игра се одвива овде во фондацијата STEM Академија, која што врши веќе и нови уписи во новото полугодие, по вчерашниот успешен почеток на второто полугодие на сите основци и средношколци. Сега во STEM Академија можете да се запишете, да не чекате да дојде нова учебна година, односно да не го чекаме септември. Покрај тоа што во STEM Академијата се веќе во тек новите уписи, има и бесплатен демо час за сите заинтересирани родители и деца. Што представува STEM Академијата и низ какво образование децата овде се едуцираат? Ова утро ќе разговарам со извршниот директор Жарко Попилиев. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Ви благодарам на одвоеното време. Хајде малку да ги запознаеме гледачите што представува STEM Академијата и како се одвива овде учењето. Добро утро, уште еднаш и јас да се заблагодарам за присуството, вака што ни одвоивте простор да си ја кажеме нашата приказна. STEM Академија е непрофитна организација која што се бави со наука, технологија, инженерство и математика, роботика и се со цел да се постигнат, да се направат генерации на успешни луѓе, успешни деца кои што ќе имат друг начин на размислување, друг начин на пристап на работите, на решавањето на проблеми, други вредности и така натаму, се со цел да се сменат одредени ситуации тука во Македонија. Значи, ние тука работиме на она што се вели мајндсетот, односно начинот на размислување кај децата, а тоа го правиме со помош на лего коцки, со помош на роботи и ние, в принцип, ја користиме роботиката за да креираме деца. Значи, не децата ги креираат роботите, него напротив, роботите се користат за да се креираат деца. Зошто? Затоа што за еден успешен човек треба да не се плаши, да знае да поставува цели, да знае да храбро да тргнува кон целите, да биде социјално активен, да не се плаши од грешки и така натаму. Има голем број на елементи на мајндсетот кои што ние тука ги развиваме кај децата. Сега, ние ги користиме лего коцките како фокус кон децата. Знаете, на децата им давате лего коцки, меѓутоа им давате одредени задачи, значи, из лего коцки, на децата не можете да им предавате за мајндсет, за критичко размислување, него напротив, ние имаме одредени коучинг техники со кои што децата, значи фокусот им е лего коцките, фокусот им е роботите, фокусот им е решавањето на проблеми, меѓутоа во позадина самиот едукатор, самиот коуч на самиот час изведува одредени коучинг техники за да се постигнат соодветните цели. И знаете како, мајндсетот е нешто што се тренира, не е нешто што е вградено, меѓутоа што порано почнете да го тренирате и што конзистентно го тренирате, така се постигнува саканиот ефект. Да, верувам дека и децата со нетрпение очекуваат да дојде секој нов час. Какви се области се изучуваат во STEM Академијата? Наука, технологија, инженерство, математика, значи на кратко. Роботиката е како највисок стадиум кон целото тоа, меѓутоа, нели, роботиката е крајниот стадиум, односно надпреварите, одењето по надпревари и така натаму, споредување со други тимови, учење од други тимови, да речеме, крајната цел. Меѓутоа, темите, ние почнуваме со деца од 5 години, до работиме со, значи, активни програми имаме за деца до 16-17 години и тие постепено ги учат принципите како да изградат самостојно робот. Знаете, многу родители доаѓаат и викаат, моето дете од YouTube гради
Да, сето тоа е супер, меѓутоа сето тоа е врз основа на тоа е еден вид на копирање. Значи тоа е основно се одредени инструкции. Тука ние постепено ги учиме зошто роботот или како роботот да тргне, да сврти, или колкава сила ќе му треба за да пренесе некој елемент, некој товар и сето тоа. Така да, ние тука ги учиме зошто е тоа така. Како да се постигне, и нели кога ќе сгреши, нормално е да сгреши, како да го поправат. И многу мина, знаете, што сме разговарали со други организации, каде што работат само склопување кои ќе дојдат на надпревари, значи децата не знаат како да го поправат роботот, не знаат како да се снајдат, не знаат кои се тие елементи кои што треба. Јас со гордост можам да кажам дека ние, нашите тимови од 2018 година наваму, значи скоро секоја година со исклучок на короната, нели, тие кога не се патуваше, скоро секоја година учествуваме на меѓународни престижни надпревари и каде што се враќаме со први, втори места, значи со гордост можам да кажам, нема што да кријам. Меѓутоа токму децата знаат зошто е тоа така и ако нешто не функционира, а нормално е да не функционира, како тоа да се поправат, како да најдат одредени решенија, како да соработуваат, како да, нели, кога ќе се соочат со проблем, како да не се блокираат, него ајде да видиме што тоа значи, како да се снајдеме. Да, и верувам дека нели старосната граница, односно возрастната граница почнува од 5 години, од кога може децата да дојдат, нели, да посетуваат часови во STEM академијата. Како изгледа еден STEM час, еден час овде или една работилница? Ајде вака. Да, ние работиме со деца од 5 години до 16 години и за секоја возраст имаме посебна програма. Не ги мешаме децата по возраст. Например, децата што се од 5 години си работат програма за 5 години, децата кои што се за прво одделение си работат за програма за прво одделение, второ и така натаму и така натаму. Значи, воопшто не ги мешаме децата, бидејќи нели интелектуалните цели, разликите и сето тоа кое што е на дете од градинка, дете од прво одделение, дете од второ одделение сосема различно и сосема нечесно е да ги ставате во едни исти групи и да прават едни исти или слични активности. Како се одвива одреден час, значи, нели се спроведуваат коучинг техники каде што се дискутира, пред се на децата им се задава проблем. Значи, ние цело време децата ги вадиме од комфортна зона, им да задаваме проблеми, каде што треба да се направи некој модел, кој што треба да изврши одреден, односно треба да реши одреден проблем. И сега тука се првен се дискутира што е тоа, што би можело, како би можело и така натаму, од кој ќе се дефинира моделот, што би било тоа, се влегува во градењето на моделот. Нормално тука има грешки, тука има ова делче функционира, и ова делче не функционира. И цело време децата учат низ грешки, практично. После тоа децата го анализираат моделот, значи се поставуваат прашања од типот, окей, како моделот, како роботот, како да оди побрзо, да носи поголема тежина. И сега тука децата повторно дискутираат, пробуваат, грешат, пак пробуваат, тука го јакнеме оној мускул на отпорност на грешки, кој што е многу голем кај сите нас, не само кај децата, нели? Да не сгрешам, пак ќе ми се смејат и така натаму. И на крајот, од кога ќе го направат моделот, од кога ќе ги исполнува сите тие услови, децата го презентираат на свој начин, го презентираат на некој едукаторот, не го презентираат кон своите другарчиња. Бидејќи секој има автентичен начин на размислување, секој дете различно размислува. Друго е вие да му кажете нешто, друго е дете кога ќе му каже на сопствен јазик и секој си потфаќа одреден аспект од тоа размислување. Од прилика така одат часовите. Верувам дека многу интересно за децата и за сите оние кои што посетуваат, но и за сите оние кои што досега можеби имале желба, но немале простор, нови уписи имате, така што сите се добре дојдени. Ви благодарам на одвоеното време. Благодарам и вам за одвоеното време.
Да, и веќе ги поканиме сите родители со своите дечиња на 7 февруари е бесплатниот демо час во STEM Академијата, така што можете да се пријавите и да дојдете да видите за што станува збор, односно како учат овде децата низ игра и секако споменав и на почетокот нели дека се вршат уписи и за нови дечиња кои што сакаат да учат и да ја развиваат својата моторика и своите вештини на ваков начин, односно секако благодарение на Лего коцките и сите овие роботчиња кои што имавте можност да ги видите овде и низ видеата кои што одеа во доека траеше нели секако нашиот разговор.